Искорнати стебла, превртени или смачкани камп-приколки и срамнета инфраструктура е она што зад себе го остави невремето што вчера попладне и вечерта го зафати Охридско-Преспанскиот регион. Според туристите и жителите, невремето траело околу 20 минути, а силниот ветер, проследен со дожд и град, носел се пред себе. Факт е дека имавме страшно невреме во Преспанскиот регион. Сите надлежни владини и локални служби се на терен за да се санира состојбата, рече министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при денешниот увид во Преспа. Секако дека цела ноќ и дирекцијата за заштита и спасување, локалните служби, организации кои што ги активираше локалната заедница, владините институции се на располагање, расчистени сите патишта. Владата на Република Северна Македонија ќе ги ангажира сите можни капацитети, од една страна да се проценат штетите, дали се тоа на земјоделски производи, дали се на објекти, да видиме колкава штета е причината, и од друга страна да можеме да ги санираме сите состојби. Министерот за земјоделство Трајан Димковски рече дека ова што се случи во Преспа е елементарна непогода, бидејќи покрај штетите во воштарниците има и штети на кујки. Голема штета на овошните насади. Она што можевме да го видиме покрај уништувањето на плодот, има доста уништени и искорнати дрвја, оштетени гранки, кои што како резултат на времето. Она што ние веќе во координација, како што напомена и градоначалникот, екипите веќе ќе излезат на терен да направат проценка на штета, со тоа што да напоменеме да земјоделците покрај што ќе се прави проценка на принос, што значи дека штета не е болкава колку е, туку ќе се пријават и ќе се прави проценка на основни средства, односно колкави штети се направени на самите дрвја. Тој додаде дека секоја година се повторуваат временските непогоди во Преспа, преку програмата за рурален развој ќе се обидат да издвојат средства за да се влијае врз климата, односно со технологија да се врши алоцирање на облаците. Силата во Долна Преспа вчера беа зафатени од големо невреме, кое оштете земјоделски површини, кујки и камп-приколки, откорна дрвја, а повеќе села остави без струја и вода.